тема, вечерашна тема е Мухамед алейхиселам, милост за целото човештво. Ефендија, со кои својства се одликува Мухамед алейхиселам на другите пејгамбери? Мухамед алейхиселату васелам, како Аллахов пејгамбер, Аллах Джелешану му дал посебни одлики, посебни карактеристики, својства кои не биле познати, ниту биле одликувани некои од поранешните пејгамбери. Тоа најдобро го нагласил самиот Мухамед алейхиселату васелам во еден хадис шериф, каде вели: "Утиту хамсен лем ю'тахунна набиюн ахадун qabl." Аллах Джелешану ми дал 5 својства, 5 особини, 5 карактеристики кои не му биле дадени на ниту еден пејгамбер пред него. Нусирту бируби месурatu шахр. Аллах Джелешану ме подпомогна со страф од еден месец. Подпомогна сум страф од еден месец. Ова значило кога Мухамед салаллаху алейхи васелем или војската на муслимани требало да се сретне со непријателската војска, Аллах Джелешану влевал страф во срцата на непријателот како далечина растојание од еден месец. Аллах Джелешану за ова во Куран вели: "Санулки фи кулуби аллазина кафару руъб." И ние ќе фрлиме страф во срцата на непријателите. Ова одлика ја имал посебно само Мухамед алейхиселату васелам. Втора особина и втора одлика која имал Мухамед алейхиселам, која одлика не ја имал ниту еден друг пејгамбер, вели Мухамед алейхиселату васелам: "Џуилет лил арду масџиден ва тахура." И земјата ми е направена како џамија. Земјата ми е направена чиста, каде ќе стигне некој од мојот припадник, од мојот умет, може да клања намаз. Значи муслиманот може да клања намаз не само во џамија, може да клања и дома, може да клања и на улица, може да клања и на нива кој ќе работи. Додека поранешните народи, кога требаше да клањаат намаз, мора обавезно, задолжително да го извршуваат намазот во џамија. Додека ние со вредноста на овој пејгамбер Мухамед алейхиселам намазот можеме да оклањаме и во џамија, можеме и дома, можеме и на нива, и на работно место, се разбира во чисти простори каде условите го дозволуваат тоа. Трета одлика која Аллах Джелешану му ја даде на овој пејгамбер салаллаху алейхи васелем е вели Мухамед алейхиселам: "Во хиллет ли алганаим." Аллах Джелешану ми го дозволи пленот. Овениот плен. Кога ќе се сретнале војската на фронт и после завршување на таа битка, пленот поранешните народи и поранешните пејгамбери ќе го собереле пленот на едно место и на крајот ќе го запалиле. Пленот не бил делен меѓу учесниците во битката. Додека Аллах Джелешану на Мухамед салаллаху алейхи васелем и на неговиот умет истовремено, Аллах Джелешану хиллет лил ганаим, Аллах